Добро вечер, по трет пат мислам. Би сакал да ви се заблагодарам што дочекавте да ја чуеме и последната дебата за вечерва. Би сакал да им се заблагодарам на говорниците кои што присуствуваат на оваа дебата и би сакал да искажам мојата жалост што сите говорници не го чуеа така нареченото предавање за аргументација и аргументирано комуницирање, но еве ќе земеме предпоставка со оглед на квалитетот на говорниците дека сите знаат дека во оваа дебата треба да се дебатира за аргументите, а не за личноста која што ги пренесува аргументите и дека токму таква дискусија ќе имаме. Пред да започнеме со самата дебата, би сакал накратко да ви ги објаснам правилото, односно тоа што ние го викаме формат на дебатата. Значи денеска тука имаме 4 говорници поделени во 2 тима, афирмацијски тим и негацијски тим. Афирмативниот тим е составен од 2 говорници, господинот Илија Димовски како прв афирмативен говорник и сега е времето за аплауз. Мора да го вежбаме ова. Втор афирмативен говорник, господинот Тацо Станковски. Од негативната страна, односно негацијскиот тим, ова кога велам афирмативна и негативна страна, тоа е дебатерскиот термин, ама не искараа, бидејќи кога кажуваме негативна страна, биле негативци, затоа ќе го викаме негацијскиот тим, и првиот говорник од тој тим е Гордан Ѓорѓиев. И вториот говорник е господинот Ким Мехмети. Како што може да забележите, самата структура на овој панел, односно учесниците на оваа дебата, се од најразлични окупации, имаат најразлични занимања и се дојдени вечерва како индивидуалци, односно го представуваат нивното мислење, а не некое мислење на политичка партија или така натаму. Добра, не можеме буквално да ги одвоиме едното од другото со оглед на тоа што и господинот Илија Димовски и господинот Гордан Ѓорѓиев се директно членови на партија, но ќе се обидеме да ги слушаме како индивидуи, а не како портпароли, директори за центарна комуникација или слично. Сега, значи, сиве овие 4 говорници ќе имаат говор во време трајање од 5 минути. Значи, првиот афирмативен говорник, прв ќе го презентира неговиот говор во време трајање од 5 минути, подоцна следува прв негативен говор, кој што исто така трае 5 минути, и следствено и вториот афирмативен и негативен говор траат по 5 минути. Откога ќе завршиме со тој циклус на говори, се остава 30 на минути, околу 30 на минути за прашање од самата публика, прашање и коментари, зависи од тоа како вие милувате. Само ќе мора да го лимитираме времето кое што вие ќе поставувате прашање на 2 минути, исто така и ќе го лимитираме одговорот кој што гостите ќе го даваат на 2 минути. И пред да станете да поставите прашање или коментар, доколку тоа е прашање, ќе мора директно да го упатите до некого од тимовија или до некој од учесниците во оваа дебата, доколку е коментар, само станувате и го кажувате истото. И на крајот, од кога ќе поминат самите прашања, има завршни говори, односно ќе сумираме дебатата по еден говорник од 2 тима и тоа ќе биде во време трајање од 4 минути. Додека траат говорите, го оставаме правото самите тимови, односно противниот тим, да постави прашање на говорникот, но тоа треба да биде направено најсуптилно што може да биде, да не се одзема внимание на оној говорник кој што во моментот презентира говор и дополнително истиот кој што дава говор, треба максимумот може да биде 1 до 2 прашања кои што тој може да ги прими или може воопшто да не прими прашање од страна на спротивниот тим. Без да должам повеќе, би сакал да го повикам господинот Илија Димовски како прв афирмативен говорник на оваа дебата, да го презентира неговиот случај во 5 минути и што би значило презентирање на неговиот случај. Доколку ние имаме тезата овој дом верува дека проектот Скопје 2014 го унапредува македонското општество, и господинот Димовски и господинот Станковски од нив се очекува да велат дека да, навистина овој проект го унапредува македонското општество. И јас и мојата задача овдека е воедно и да ја испровоцирам дискусијата и пред говорот на господинот Димовски прочитал една колумна од една моја омилена колумнистка која што пишува за Дневник и таа вели вака, зборувајќи за проектот Скопје 2014. Вели, копањето по корените, по иконата за Македонија, по дефинитивната слика за нас самите низ времето, тоа е слика, но кај нас се користи за лек за проблемите пред кои сме растргнати денеска. Тоа е лажен лек, бидејќи сугерира мртвило, статичност, замрзнатост, вечност, кои постојат единствено во смртта.
Наместо здрав импулс на жив организам се буди смртен инстинкт на лажно смирување. Дали ова на вистина така и дали господинот Диновски се сложува со оваа теза, ќе чуеме од неговиот одговор. Предпоставувам дека таа колумна има напишано некој од видните членови на Плоштад Слобода. Значи, почитувај, би сакал да ви се заблагодарам на поканата да учествувам врз база на моите сеќавања за техниките на дебатирање како поранешен дебатер и да се држам во тие рамки. Значи, мојот прв аргумент зошто ценам дека проектот Скопје 2014 го напредува македонското општество е поради тоа што проектот Скопје 2014 како мал дел од проектот Македонија 2014 представува прв значаен инвестициски циклус во Република Македонија во последните 20 години. Почитувани, проектот Скопје 2014, односно проектот Македонија 2014, покрај другото, значи и изградба на 24 школи во Република Македонија, кои што се веќе изградени во овие 4 години. Значи реконструкција на шарената џамија во Тетово. Значи изградба на Свети Климентовиот универзитет во Охрид. Значи реконструкцијата на широкиот сокак во Битола. Значи третата лента на Плетвар. Проектот Скопје 2014, односно проектот Македонија 2014, значи изградба на универзитетот во Штип. Значи новата зграда на театарот во Велес, која што ја посакувавме 20 години. Проектот Македонија 2014, значи изградба на автопатското поврзување помеѓу Куманово и Табановци. Значи зградата на гинеколошката клиника во Скопје. Значи изградбата на спортската сала Борис Трајковски. Значи 6 километарскиот кеј покрај Дојранското езеро. И така натаму, и така натаму. Но, проектот Скопје 2014 значи и ревитализација на старата Скопска чаршија. Проектот Скопје 2014 значи и осветлувањето на камениот мост. Проектот Скопје 2014 значи и реконструкцијата на Скопското кале, кое што само до пред 2 години беше руина, неосветлена и место каде што не беше добро да се присуствува. Проектот Скопје 2014 значи изградбата на булеварот Илинден. Проектот Скопје 2014 значи изградбата на булеварот Србија. Проектот 2014 значи изградба на 20 споменици во централното градско подрачје. Оние споменици на оние херои кои што 50-на, 60-на години само ги спомнувавме, а со ништо не им оддававме почит. На оние херои за кои што ги учевме нашите идни генерации како треба да се борат за сопствената татковина. Меѓутоа, проектот Скопје 2014 не е само тие споменици, кои еден од моите колеги се дрзна да ги нарече инфантилни споменици. Проектот Скопје 2014 повеќе е изградба на 10 нови згради во централното градско подрачје, изградба на Македонскиот народен театар, изградба на Музеот на македонската револуционерна борба, изградба на зградата на Уставниот суд, изградба на зградата на Државниот архив, изградба на зградата на Македонската филхармонија, која што беше кираџија во домот на Арама, изградба на зградата на јавното обвинителство, репрезентативна зграда на Министерството за надворешни работи, која што веќе 20 метри се гледа над земјата, изградба на Кривичниот суд, изградба на уште неколку други згради кои што представуваат објекти кои што ќе ги користат државни институции, кои што за таа намена досега плаќале дебели кирии во други згради и парите кои што се инвестираат во овие згради апсолутно ќе бидат вратени од заштедата од кирија. Вториот аргумент, кој што сакам да го споделам со вас, представува директниот финансиски инпут кој што државата во време на криза го прави со реализација на проектот Скопје 2014 како мал дел од проектот Македонија 2014. Многу економски аналитичари велат во периоди на криза државата не може да интервенира на пазарот со купување на производи или со вбризгување на пари без покритие. Така само ја продлабочува кризата. Многу економски аналитичари велат во период на криза државата треба да гради. Само така ќе ја задржи економијата во оптимална состојба. Република Македонија е единствена држава во опкружувањето која што не ги зголеми даноците, не ги намали платите, не ги намали социјалните трансфери
и успеа да ја преброди светската економска криза на начин на кој што ја преброди. Да, знам дека има многу други приоритети, меѓутоа гарантирам дека во овој период проектот Македонија 2014 значи ревитализација на комплетното македонско општество. Ви благодарам. Јас ви се заблагодарам, господин Димовски, за прекрасно структурирани одговор. Како текстбук треба да изгледа еден прв афирмацијски говор, господин Димовски ни презентираше и воедно проба да го нападне мојот извор на информација која што претходно го анализиравме, мојата подкрепа, односно тоа што го цитирав, за жал не е од плоштад Слобода, од мојата професорка по меѓународно право за право на човекот, но неважно. Би сакал да го повикам првиот негативен говорник, на негацијски говорник на оваа дебата, господинот Гордан Георгиев, и пред да го повикам господинот Георгиев, би сакал да развијам една дилема исто така и за оваа страна на дебатата. Во Македонија овој проект Скопје 2014 е дискутиран минатава година многу често, на широко и надолго. Тоа што мене ме збунува како индивидуа, како член на овој општество, е што сите оние кои што велат дека не го унапредува овој проект, како вербален тик повторуваат иста аргументација која што најчесто се сведува дека тоа е еден кичаст проект, дека не е во овој момент реално да се прави тоа и така натаму. Мене ме интереси дали некој кој што мисли дека овој проект не го унапредува македонското општество, му се допаѓа бар еден дел. Не ми е јасно како е прифатено да се игра оваа игра на база на целиот пакет што го нуди Скопје 2014, без притоа да се диференцираат работите кои што се прават и да се анализираат кейс бај кейс, односно случај по случај, зграда по зграда, инвестиција по инвестиција. Мислам дека Гордан Георгиев ќе може да одговори на ова и на уште многу други прашања, повелете. Благодарам за модераторот што во старт не дисквалификува со тоа негацијски тим. Јас ќе се обидам во духот на диалектиката да кажам дека негација со негација прави афирмација и така ќе развиваме дебатата со мојот партнер Ким Мехмети. Да кажам најнапред дека ми е навистина драго за оваа дебата, намерно не се избричив, бидејќи ќе се обидам да давам некоја малце поразлична аргументација од стандарднава, која што не мислам дека е небитна, мислам дека е многу битна. И ќе кажам дали ми се допаѓаат некои проекти. Да не ме сватите погрешно, јас мислам дека да, проектот Скопје 2014 го напредува македонското општество. И тоа на еден многу интересен диалектички начин. На крајот на дебатата ќе кажам и зашто мислам дека го напредува, да не мисли Ким дека ќе се замериме во аргументите. Ќе го нападнам проектот Скопје 2014 на 3 нивоа. Првиот, кој што нема многу да го дискутирам, тоа е архитектонско-естетско ниво. Нема да го дискутирам, бидејќи не мислам дека треба јас да го дискутирам и како граѓанин и како политичар, ако сакате. Особено бидејќи најголем дел од луѓето од фелата архитекти не само што не го поддржаат, туку и отворено застанаа против проектот, освен неколкумината архитекти, скулптори кои што се дел од проектот и кои што евидентно имаат она што се вика vested интерес да го бранат тој проект. Но може би подоцна Нато Станковски ни каже за естетско-архитектонската димензија на проектот. Вториот аспект е коруптивниот, или она што грдо се нарекува во македонската или во политичката преписка пералница на пари. И третиот е психолошко, политички или психолошки и политички аспект. Ќе кажам кратко за коруптивниот дел, а после ќе се фокусирам на овој дел кој што мислам дека недоволно се препознава во нашето општество. Околу коруптивниот аспект, деновиве, денеска, ако гледавте вести, татне македонската јавност и Министерството за култура под налетот на една по една коруптивни афери кои што полека излегуваат, ги покажуваат своите опашки, дека всушност зад овој проект стои веројатно огромна корупција, која што се прелева на разни нивоа и која што се надевам дека во овој период само ќе идентификуваме или ќе се обидуваме да идентификуваме во некој друг период, за тоа ќе се занимаваат и некои сериозни институции. Се работи за огромни пари, ни беше кажано дека ќе бидат 80 милиони евра, во моментов на ниво на карабини недовршени е повеќе од 250 милиони евра. Околу темата корупција, пазарна цена на еден квадратен метар во Скопје, клучна рака е од 600 до 1000 евра. Кој ќе ми каже дека градење идентитет, она што е тезата за проектот Скопје 2014,
е дека Уставниот суд, например, зградата на Уставниот суд кошта 7.000 евра по квадратен метар. Ако ги споредите која е сумата за зградата. Кој ќе ми каже дека споменикот на Свети Климент Охридски кој што кошта вкупно 180.000 евра, може да биде пандан на спомениците на лавовите кои што коштаат повеќе од 2 милиони евра, или на спомениците на Гоце и Даме кои што коштаат 750.000 евра. Чиј патриотизам е тоа? Како крајен, би рекол, деконструкција на целиот проект, пред неколку дена имавме можност да го видиме плоштадот во Струмица, кој што беше изграден за 3,5 милиони евра, со подземна сообраќајница, без никакви бароци, неокласицизми и така натаму. Само за споредба, Триумфалната капија кошта 4,5 милиони евра. Тоа е директен упад или клин во самата суштина на проектот Скопје 2014, бидејќи кажува дека со помалку пари, да не се лажеме, Македонија е сиромашна земја, со помалку пари може да се направи естетско, функционално решение. Политичко и историско... една минутија. Клучната теза ми беше. Политичко-психолошки елемент. Владетелот, авторот, за кој што никој не кажал сега кој е авторот на овој проект, јас имам своје мислење, но никој од владеачката партија или од овие пелјаници на авторот не го кажуваат со име и презиме, сака да почне ново броење на времето. Тоа да почне од него лично. Авторот кој што си замисли една тоталитарна варијанта за своето време, кој што и самиот вели дека милениумите ќе покажа значењето на Скопје 2014, всушност влегува во една, би рекол, испреплетена мрежа на аргументи, кои што сега ни се сервираат дека навистина Скопје 2014 е всушност Македонија 2014, дека проектот всушност значело скаменување на времето. Јас стварно имам многу аргументи и сега ми отидува сите. Затоа сум втор на ред и ќе се обидам после да ги кажам моите. Фала. Не. Ова е една од разликите од организирана и структурирана дискусија со... Добро. Благодарам на господинот Георгиев за неговиот одговор и мислам дека видовме класично што треба да направи првиот негативен говорник, а тоа е презентира своја аргументација, односно зашто тој мисли дека овој проект не го напредува македонското општество и видовме директно побивање на некои од работите кои што ги кажа господинот Димовски. Сега би се префрлиле на тоа што го викаме ние втората маса во оваа дебата и би ги чуле аргументите кои што господинот Станковски, кој што по вокација е уметник, ги има на оваа теза и да видиме дали може директно да се судри со некои од аргументите кои што беа презентирани од страна на господинот Георгиев. Можете и од места. Опа. Мислам, појма неам со вакви моменти, ради Мартин, кој ми е еден вид прекрасен пријател, нели? Уствари имам некои искуства во Галерија 7, кога со мојот омилен колумнист од левицата, знаевме да се кубеме во дискусиите, така и да мааме со пепелјари еден по друг. Но болката поминува, убавината останува, вика Сем Хернандес, и тоа ќе биде исто така и со овој проект 2014, кој сега прави една огромна спротивставеност помеѓу двете идеолошки опции, нели, помеѓу левицата и десницата, и секоја се обидува да го изложи својот став и својата аргументација за овој феномен. Но мислам дека во таа борба најдебелиот крај ќе го извлечат токму уметниците и културните работници. Зошто е така? Затоа што уметниците се на некој начин приклештени, се фиксирани за својата минорна позиција, додека политичарите се доста вешти, интелигентни и имаат неверојатни стратегии кои ги вадат од контекстите. За мене овој обид, нели, на владеечката партија да направи нешто со Скопје е долго очекуван. Исто така, поради нивната, нели, политичка или идеолошка провиненција, како десна партија, гледам дека се држат до принципите на некаква си, да речеме, конзервативна естетика. Таа конзервативна естетика е пригодна за историскиот дел од градот. Значи, тука имате камени мост, тука имате стара чаршија, тука имате една
средновековна, да речеме, цитадела, така, тврдина и едноставно било каков тип на модернистичка архитектура, која by the way пасе, и се во времето на постмодернизмот кој почна уште од 80-тите, има една клаузала која вика anything goes, све иде, така, уште од времето на поп-артот и Анди Уорхол. Така да све е легитимно, например, приказките околу естетиката се декласирани, затоа што ова не е нит барок, нит ренесанса, туку е симулација на истите. Во тој постмодернистички контекст, кој мора да се поштува затоа што модернистичките принципи се веќе пропаднати, како така. Другиот момент е што е тоа Скопје како културна средина. Тука се мешаат две нивоа. Едното ниво е бившата политичка елита со својата мрежа на фамилии кои беа едуцирани, кои веќе влегоа од 60-тите во модерната и беа на некој начин адепти, но тоа беше, да речеме, 1% од популацијата, можеби и помалце, кои можеа да кореспондираат со духот на времето, заедно со професионалните уметници. Од друга страна имате едно море од луѓе кои ја бараа својата култура на еден наивен, провинцијален, селски начин, you name it, но главни објекти во нивните куќи беа гоблени. А тоа е еден квази барок, еден псевдо-барок. Што е тој момент? Ако го анализирате од некои психоаналитички позиции, ќе видите дека тоа е уствари тежнение кон она што не сме го имале како култура. Ние сме имале една богата ориенталистика како култура, благодарејќи на Османската империја, што Западот ја нема, и тоа треба да се негува. И прекрасни објекти имаме, нели, чаршијата и така, разни анови, конаци, храмови од исламскиот период. Но баш во тој период во Европа, значи во Западна и Централна Европа, па и на истокот све до Русија, се случувале коренити промени на планот на уметноста, културата, стиловите, и тогаш е изгенериран оној пан-европски стил, кој всушност е класицизмот и кој ќе биде универзален стил. Модерната веќе е светска, мислам, ситуација, која цел свет го уфаќа заедно со колонијалните култури. Меѓутоа, сите оние култури кои не поминале низ тој процес, дури и вон европски процес, да речеме на ренесанса, барок, рококо, класицизам, романтизам, реализам, се до импресионизмот и постимпресионизмот, кога почнува всушност модернизмот, цел тој дел од некои 450 до 500 години ние го неаме. Околните култури, нашите соседи, како што е, да речеме, како што се србите, албанците, бугарите и грците, се на некој начин ги конституирале своите национални држави пред Втората светска војна. После Втората светска војна почнува периодот на модернизмот. Значи, они се веќе антиквизирани и го имаат дигнитетот на една конзервативна, класична аутфит ситуација во архитектурата. Ние тоа го немаме и ние, за жал, како една млада нација, една од најновите држави на, мислам, во Европа, нели, во Југоисточна Европа, веројатно се чувствува таа потреба, тоа да се имплементира во оваа култура, на која е дефицитарен тој стил. Заврши. Прашањето само Тоа е стрикно, прашањето. без Дали мислиш коментари. дека Благодарам. негирањето на политичкиот момент, кој што очигледен е, ако веќе се брани постмодерниот рекурс, дека не е важен за ваков тип на проект? Повелете, да, можете од место, не е проблем. Па добро, ова е на место, мислам, и сме го дискутирале во кругови, пошто, како да ви кажам, мислам, се дружам со луѓе од различни политички и естетски провиниенции. Во случајов, не верувам дека влегувам во нивниот дискурс, затоа што се работи за нешто што не може да биде, да речеме, подкрепено со таа теза за империјалност. Пред се затоа што ние сме една сосема мала нација, ние сме мултиетничка држава, мислам, едноставно не гледам шанси за било каков тип на монополизација на нацијата во правец на правење на некој неонацизам на државни ниво. Мислам дека се работи за еден романтизам, дури за една прагматичност во смисол на туризам, и мислам дека овој проект е отворен и дека самиот јас се залагав сите етницитети да си ги изразат своите чувства низ социјална пластика и низ разна
архитектура, што еве се случува, нели, со партиципација на група цигите. Мислам, сега албанците влегуваат во таа игра, во тој проект, но ќе влезат и турците, и србите. Лично мислам дека треба самиот Битпазар да се претвори во еден прекрасен сквер со, тоа е стара идеја која заговарам више 20 години, со, да речеме, скулптура на Кемал Мустафа Ататурк, кој исто така по дедо потекнува од Дебар и од овие краишта, исто турски национален херој. Може би и Сулейман Величанствениот, како еден голем освојувач на Турската империја. Во секој случај ние треба да ги користиме тие ликови што се овдека, без оглед од која култура и од која национална, нели, провиненција припаѓаат, затоа што нам ни требаат такви модели кои се инспиративни. И нека цветаат, што вика Мао Цетунг, сите цветови, така. Благодарам, господин. Да. Благодарам за одговорот на прашањето и воедно да му се заблагодарам на господин Станковски за интересниот одговор кој што даде еден сосема нов аспект од досегашната аргументација која што беше користена. И на крајот би сакал да го повикам господинот Ким Мехмети, кој што е писател по локација, да одговори на овој уметничко-писателски предизвик поставен од страна на господин Станковски. Повторно имате 5 минути, доколку сакате да поставите прашање во текот на говорот, само кажете ми. Благодарам. Добро, на говорница се повешти политичарите, стварно мене ни не ми личи, ни не претпоставував дека вака ќе се обратам, но одма да кажам дека на прашањето на првото дали има нешто што ви се допаѓа од тие споменици, мене посебно ми остават печаток лавовите. Секогаш кога доаѓам мора да минувам низ тој мост и тие, пошто сум писател, најдобро ми објаснуваат што глушецо сонува и што посакува да биде. А тоа е својствено на сите балкански народи. Ствари, има и една друга реалност. Што помал е народот, тоа се однесува, реков, на сите балкански народи, толку подолга му е химната, поголеми му се спомениците. Оти, кога при поставувањето на спомениците, обично, вие не може да не само што читате што една средина, кој однос го има кон некои историски личности, туку најчесто тој што гради споменици, сонува нему да му се изведи споменик и бидејќи знае дека тоа не го заслужува, подсвесно, он гради споменици за потоа да се рече спомениците на Никола, на Ким, на Бранко или не знам чии споменици. Значи, тој на индиректен начин, преку туѓи дела и ликови, на некој начин си гради споменик на себе си. Иначе, да можеше општествата да напредуваат преку спомениците, најверојатно социјализмот никогаш немаше да исчезне. Оти, едино тие знаеја како се градат споменици. Потоа, кога зборуваме ние за Скопје 2014. Скопје 2014, он е првобитниот проектот и тука кај нас знаат да ги надоградат проектите преку ноќи, не знаете. Вие таман ќе речете Скопје 2014, ти ви велат, не, тоа е Македонија 2014 и шарената џамија, не знам кој пат, која уличка и вие сте затечени и на некој начин има полза од ваквите утнати проекти. Има полза од ваквите утнати проекти, од им текнува што треба да надоградат, дека ја утнале и почнуваат после градат улици, канали, само да покријат што било генезата на тој проект. А генезата на тој проект е следна. Тамо беа предвидени чисти едноетнички овие споменици. И да не беше Али Ахмети да одеше да се расплаче кај Никола Груевски, тој немаше ни да се сети дека во Скопје има албанци, дека Македонија има албанци. Значи, ние као етнитети, тоа Скопје 2014 го докажа, Македонија е творба на два на етнички, доминантни сништа, кои со ништо не се допираат. Каде што секој сака своји споменици. И конечно, видете, не може во демократска држава да се поставуваат 30 споменици за 6 месеци, а за тоа да нема дебата. Тоа се случува но во диктаторски држави, кај што имате кабинет, тројца луѓе, го вика диктаторот својот архитект, му нарачува плоштадот да му го украси и потоа се реализира проектот. Тоа може само во земја, кај што партиите во Македонија
догураат до тоа да партизираат државна администрација, да менуваат директори на училишта, но дефинитивно тие отидоа и потаму. Сакат да партизираат историја, да партизираат уметност и да партизираат свест на луѓе. Дека вие ќе го гледате овој споменик што ние ви го поставуваме. Ако е тоа унапредување на Македонија, јас мислам дека таква Македонија нема да биде унапредена. И на крај една приказка ќе ви кажам. Имам јас еден колега албанец, и кој што и ние албанците дури го сметавме за прилично радикален во овие јавни настапи. И го прашав пред еден ден, велам, зашто се замолча? Па вели, со ова власт веќе нема со што јас да допринесам тука. И дури ми каже истина, вика, во последно време е потешко да ја сочуваш граѓанска, мултиетничка Македонија. Потешко е да ја срушиш него, да ја спасиш од незините рушители, од тоа што ти да допринесеш со нешто. Така да, мислам дека било кој што и посакува лошо на Македонија, не треба со ништо да допринесува во тоа. Само нека моли Бога таа да оди по овој пат по кој што трнала таа. Толку ми треба. Благодарам на говорот. Имаме прашање. Добро. Имаме прашање од господинот Илија Димовски, упатено кон вас. Не. Да. Вујро. Ќе му даде као пратеничко прашање. Значи, ја вака едно генерално прашање во кое што ќе прогурам две. Значи, вие кажавте дека концептот на изградба на споменици всушност е деградирачки концепт за една држава и верувам дека ќе можете да ни објасните дека целиот европски културолошки концепт веројатно размислувате дека е таков, поради тоа што јас не знам главен град на било која држава во Европа кој што не е буквално пренатрупан со споменици и со споменични обележја. Тоа е едната работа која што сакав да ми се разјасни. И втората работа, сакав да прашам, дали мислите дека буџетот на Република Македонија, кој што е гласан од 2/3 пратеници, дали урбанистичките планови кои што се гласани од мнозинството советници во општина Центар или град Скопје, не е ни битно, сето тоа не поминало низ проверка на граѓаните не го дале легитимитетот, не го даваат 5-6 пати поред на избори. Мислите дека сите граѓани немаат право на глас, треба да има една елита од 20-30 луѓе која што има можност да дојде до камера и така натака, и тие само треба да одлучуваат во некој кафич на улица Ленинова, или граѓаните општо го даваат легитимитетот на избори? Благодарам. Пазете, ако го кажете ова и вашиот аплауз ќе биде квалификуван како класично. Не, ама не може да ми речат, Седесумовски не. Да. Има друг стил. Одма би рекли, Моровчиња е Мангулчиња. Повелете се одговорот. Јас први не го реков тоа за градини споменици, но стварно би сакал некој да ми објасни дека во 21 век некој би зел и целиот плоштад би го средил со 30 споменици. Вие заборавате, Париз има милион споменици, но тие се изградени во текот на неколку векови. Не со некоја уредба, дури нека е и владина, нека не е партиска, и покрај тоа што е таа партиска. И второ, јас сметам дека ако мојот премиер треба јас да го подсетам дека има и албанци, и ако имам чувство дека јас ако не го подсетам, тој би продолжил со тој негов проект. Стварно тој ми докажува дека дури не е свесен дека е премиер на една мултиетничка Македонија, дека нема во предвид ништо сем таа негова реалност што ја замислил во неговата глава. И тие се некои работи што мислам дека во стартот што се однесува до овој проект се утнати, и дека тој веќе само ќе доведе до тоа, кај Битпазар да имате Ататурк, негде тамо да го имате не знам кој, и мислам дека тука веќе јас живеам со свеста дека Македонија е Скопје. Оној што ќе успее да го подели Скопје, тој веќе завршил голема работа. Во ред, благодарам. Сега доаѓа секогаш кога ќе почнеме изборот. Сега доаѓа времето кога вие имате 30 минутна шанса да поставите прашање или да дадете соодветен коментар на тоа што го чувме од двете страни. А сега има прашање, да. Така што само да ве замолам пред да поставувате прашање или коментар да кажете кон кого го насочувате истото и
Да се представите себе си, да кажете кон кого го упатувате и ќе ви биде лимитирано на 2 минути. Така што девојките со микрофоните имате... Така што повелете. Како? Добро вечер. Значи имам прашање за негативниот во заграда негацијски, значи делот од бината. Прашање до Ѓоргиев, ако настапувате индивидуално, ме интересира вашите аргументи, пошто толку многу ги имате за 3 минути, 4 не можете да ги кажете, штом сте толку опфатени, ме интересираат сите аргументи. Ким Мехмети исто ме интересира дали треба тројца, четворица, 30 или 3 милиони луѓе да разговараат за Гоце Делчев и Даме Груев. Дали треба Гоце Делчев и Даме Груев, Александар Македонски да биде прашање на кое што треба да разговараме? Апсолутно не. Одговорот е не. Прашањето не интересира многу повеќе од одговорот. Прашањето е дали треба некој да си даде за право да размислува и да разговара за Александар Македонски, кој е идеологот на космополитизмот во светот. И Даме Груев, Никола Карев, било кој. Ме интересира и вашите аргументи за 4 минути што ви недостасуваат. Добре, значи имаме две прашања, едното е кон господинот Ѓоргиев, другото кон господинот Мехмети. Како не, слободно. Многу кратет. Као први, стварно, слободно, ништо тука што ми се дебатата е, убавината на дебатата е во тоа што ние смееме било кого да го прашуваме се тоа што мислиме. И јас кога прашувам, не прашувам да провоцирам, но прашувам стварно да расчистам некоја дилема. Јас и не сум многу упатен, ја не сум човек тамо во власта. Дури мене, вие ако сакате да ме заглавите, прашајте ме како била процедурата додека дошло до овој проект, ја ќе ви речам ништо не знам. Нешто ќе ви кажам. Во современиот свет многу малку споменици се градат во име на власта, или многу малку ги има тие што таа ги предлага. Обично, таквите споменици ги предлагаат културни институции, научни институции, стручни институции, архитекти, не знам какви. Многу ретко, како да ги наречам, као ментори, као идеолози се појавуваат партии или државни органи. Тоа се случувало во 19 век. Кај што ќе излезе кралот и ќе каже тука сакам споменик да ми се изради. Но денес тоа се случува само во постсоцијалистичките земји, кај што денешната логика, вие ако погледнете, иста као таа која што секој ден ние ја напаѓаме, таа комунистичката. Секоја партија сака своји споменици, секоја партија сака да остави белег дури и историјата во Македонија. Видете, јас сум завршил средно училиште на македонски јазик. Јас учев историја од македонски автори. Јас учев историја кај што пишуваше која е историјата на македонскиот народ. Јас сега не знам дали тогаш ме зафркнале или сега. И така да тоа не се сезонски работи, не е тоа доаѓа на власт, не знам, дуи па можда ќе го прогласи македонскиот народ као први братучеди со албанците. И окей, ќе изнајде некои формули што мене можда и би ми го одело. Така да, поентата ми е во тоа, не да имам јас, пазете, јас сум уметник, мене секој споменик ми се допаѓа, ако сакате најотворено, не можам да видам јас споменик и да речам леле грд бил. Во секој споменик има некоја естетска убавина, но се работи за ред и правила. Благодарам. Господине Ѓоргиев, во 2 минути цела можна аргументација беше побарана од вас. Што успеете. Многу отворено и многу јавно зошто мислам дека е политичко-психолошки проект, затоа прашав кој е авторот на проектот. Кога разговарате со луѓето од владачката партија, никој не знае да ви каже кој е авторот на проектот. Кој идете од по вертикала од долу нагоре, сите рекат абе не сум јас, можеби сгрешивме, или ја не сум го прашал конкретно, ама ве уверувам дека прачате ги ќе ви кажат не сум јас. Кога ќе видиме кој е авторот на проектот, кој е човекот лично со име и презиме, кој што го замислил тој во 3 димензии и сака да го преслика во реалноста, ќе видиме дека се работи за една навистина авторитарно-тоталитарна манија. Бидејќи, ова што кажува Ацо, имало некаква голема историска одсечка во нашата историја која не се градило ништо, не зборуваме за последните 20 години, за многу претходно, и сега треба се да се натрупа, anything goes. Мислам дека не може да се направи, да се потрошат толку многу пари без да се дискутира. Апсолутно треба да се дискутира за секој Божи споменик во држава и за секоја крупна тема која што задира во многу други теми. Значи имаме сериозен спиловер ефект од проектот Скопје 2014. Економскиот е страшен и тој не го сеќаме. Значи може да разговараме дека јас немам проблеми
од економско-социјална причина. Можеби јас како службеник на владата нема проблеми такви, но имаме огромен број на луѓе кои што имаат таков сериозен проблем. Има сериозна етничка димензија. Ние со жилет го поделивме Скендербек плоштадот и Скопје 2014, го поделивме по етничка линија. Албанците го кажуваат тоа, не го кажувам јас како македонец. Туристичката димензија. Нели сега ќе се прави панорамско тркало. Значи јас знам дека има неколку Дизниленти во Македонија, во светов. Нас не ни треба нов Лас Вегас или нов Дизниленд за да доаѓаат туристите да се чудат што правил некој кој што сакал да го овековечи моментот во тие 4 мали, минимални, миниатурни години во кои владел, а сакал да има империјални претензии. Пак не ми беше доста, ќе имам прилика пак. Ве молам, прашајте ме пак нешто такво. Имаме една прва процедурална забелешка, господинот Ацо Станковски, се извинувам, мислам дека не работи во државна администрација, така? Може, ама само кратко бидејќи има. Како се пројавив, нели, кај Билјана Секуловска пар пати да го бранам во име на уметниците и во име на владетелот, али од чисто емоционални причини, левицата почна да ме прогонува со разни инсуинации од типот дека сум корумпиран, дека работам, не знам, слики некои за музеот на ВМРО. Тоа не е вистина. Ја немам ни еден проект во врска со ова, нити пак проект. Ниту сум службеник у влада. Значи, ја идам у Министерство како член на Советот за култура, али тоа е чисто волунтаристичка работа, во која јас од почест идам тамо и без плата. И тоа се случува 5 пати годишно. Се сретнувам со одреден број интелектуалци, од кои повеќето се независни, дискутираме за одредени состојби во културата, пред се за закони. Значи, да го појасниме тоа. Затоа што чувствувам дека во оваа кампања, она што се вика mean-spirited ефект е толку голем, што е неверојатно како нас се ставаат печати на луѓе кои се аполитички у суштина. Мојата позиција е таква да од 77 година не гласам, кога двајца мајмуни консомолци ми дојдоа и ме одвлекоа во еден кавкијански манир до оближното школо да заокружам 5 имиња, мислам 5 имиња, 5 заокружуваш. Тоа е првото и последно гласање што го имам и не сум член на политичка партија. Но се залагам за проектот 2014 и се залагам за уметниците кои добиваат џобови прв пат после 30 години. Благодарам. Имено токму такво и претендира да биде оваа дискусија, да не се навлегува во лични дисквалификации, етикетирање, печатење и така натаму, затоа ја исправивме одма ова недоразбирање. Има понатаму прашања? Повелете. Кај кого стигне прв микрофонот, така играме. Вака, јас сакам најпрво прашањето за Илија. Значи, интересен говор, ми се допадна и сега во однос на завршната реченица и дека знаете што се приоритети и нормално е дека постојат приоритети. Значи, моето прашање е кога велиме дека имаме 360.000 невработени и кога велиме дека секој трет во Македонија е сиромашен, како ова проектот, односно 2014, води кон унапредување на македонското општество, а не решавање на овие конкретни проблеми како едни од приоритетите. Толку. Благодарам за прашањето, многу легитимно прашање и прашање кое што заслужува размисла. Значи, прво, јас би сакал да ги негирам сите оние тврдења кои што ги слушаме во последниве денови, посебно во парламент, каде што имавме дебата на ова прашање. Вика, со тие пари можевте да изградите фабрика. Тоа е, нели, воопшто да не го дискутираме, тоа е за фрканција. Тоа е глупост. Невозможна работа. Државата не гради фабрики, не може да гради фабрики, тоа е директен интервенционизам. Од друга страна, државата треба да најде начин како да ноците кои што ги наплаќа, кои што ги намали драстично да подсетам, меѓутоа ги наплаќа поефикасно, посебно од крупната олигархија, како да ги врати внатре во економијата. Така, и треба да ги најде, и само на тој начин може да влие за подобрување на економската состојба на граѓаните и на ниту еден друг начин. И тоа се прави преку субвенционирање во земјоделие, се прави на ред други работи. Една од работите е инвестициите во сите овие инфраструктурни објекти, односно капитални инвестиции. Овие пари одат директно во градежништвото. На сите овие проекти се вработени повеќе илјади луѓе. Ако го стопираме проектот, повеќе илјади луѓе ќе останат без работа.
Тоа е начинот на кој што единствено може да се направи. Значи, не може поинаку. Нема друг начин, поради тоа што и да направи друго државата во период на економска криза, ќе биде контрапродуктивно, освен да инвестира и да гради. Па дури и да се задолжува за да гради. Една Хрватска стана држава благодарение на тие задолжувања кои што ги има. Ние сме далеку од тоа задолжување, меѓутоа концептот треба да се размислува широко и да не би сакал сега да навлезам во наследството економско и социјално кое што го имавме, па да ви кажам дека наследивме 38% невработеност, за 2 години ја донесовме до 32, у период на криза е стагнација. Да, јас лично гарантирам дека во текот на следната година ќе има намалување на бројот на невработеност. Благодарам. Имаме прашање во првиот ред. Еве, додека стигне девојката, бидејќи господин Георгиев не успел да ве прашал, еве, ја ќе ве прашам кој е авторот на проектот. Видете, јас ќе одговорам. Јас се збунив, мислам, не ми беше јасна од предиска дискусијата, морам да кажам. Видете, значи си постојат процедури за сите од овие различни објекти, споменици и така натака. Само момент. Си има начин на кој што се носи одлуката. Може би па го пишуваше, да. Ги пишуваше сите овие работи. И Македонскиот народен театар и театарот во Велес. Повеќето бе. Добре, да одговорам. Не е Триумфална капија, е Порта Македонија. Ако може да одговорам. Значи, може би подобро прашање би било, а кој е авторот на спомениците на транзицијата? На алумина, на порцеланка во Велес, авторот на десетината, стотината фабрики затворени, кој е авторот на тие споменици? Така малце пошироко, па може би, ако почнеме од таму, од почетокот на 90-тите, ќе стигнеме и до крајот на оваа декада. Фала и на вас, влегавме веќе и во кампања ова, бидејќи нема избори, мислам дека не изгласавте денеска, така, нема избори, нема потреба од волка кампања, повелете со вашето прашање. Да, ви благодарам, значи јас прво представете се само ако не е проблем. Сонја сум јас, значи пред да кажам било што друго, прво морам да ја споделам мојата тага со сите тука останати, бидејќи многу ми е срам што не знаев дека во Скопје 2014 или Македонија 2014 спаѓало и новото гинеколошко акушерско оделение во Скопје. Нема да можам да спијам вечер поради тоа, најискрено ова. Второ, во контекст на тоа господинот Ацо што зборуваше дека порано ништо не било градено во времето, еве не знам, на комунизмот и на транзицијата или не знам, да не забегуваме од темата. Меѓутоа јас имам едно прашање исто така до сите. Добро, ние кај живееме? Вие кај живеете? Во Карпош, во тоа прашање кон панелот на афирмацијата. Каде живееме? Тоа е прашањето. Не е прашањето каде живееме, прашањето каде живееме во контекст на реченицата, значи Скопје ако не беше граден или ако ништо не беше градено, ќе беше град со 100.000 жители, немаше да биде град од 500, 600 или 700.000 жители. Друго, ова е веќе конкретно прашање, значи дали еве уметниците кои што единствено, како кажавте, црно-бело, треба најмногу ствари црно-бело да излечат од ова, имате прошетено и видено дека бронзата на Даме Груев и Гоце Делчев е позелената, значи јас не знам колку пари беа фрлени во тоа, како беше ништо во врска со тоа, меѓутоа се покажа дека квалитетот е никаков. И друго, па дури еве и да се гради, значи еве да е направено се, еве настрано од сите други политичко-партиски муабети, еве дека е се легитимно да бидат изградени овие милион споменици из Скопје 2014. Јас еве сакам лично прашање до господинот Илија Димовски да поставам, кој мисли дека ви го дава правото во 4 години, еве од 2010-2014, да исцртате цела историја? Сте вие да изградите, се да направите. Нели света дека треба неколку сантиметри да оставите и некој друг да изгради? Веројатно не треба вие да направите се во оваа држава. Во ред, значи благодарам и на вас. Значи можев јас барем да детектирам две прашања. Првото ќе го одговори господин Станковски, беше за зелењето на бронзата, и второто прашање беше кон господин Димовски, дали вие мислите дека сте единствената елита која што треба да гради? Повелете. Значи госпожата поима нема дека бронзата патинира и треба да биде зелена. Сите споменици кои ги има, отидете до Београд соседниот или до Софија или до Тирана, кај што има споменици постари од 10 години, че сите се зелени, така мислам. Тоа е таа патина. Благодарам. Но вие тоа не го знаете, сега го знаете. Што се однесува кај живеам во една кула од 10 спрата во автокоманда, помеѓу Алкалуит и Железара. Веќе колку 42 години таму. Значи мојот пролетерски статус е забетониран. Не сум корумпиран. Работам онака крваво за мојот
Мало парче лепи чоколадче врз него. Ја доловивме иронијата, благодарам. Повелете. И трето, значи тие споменици сега мислам Скопје било градено, но било градено на крајно неестетски начин, на крајно функционален начин, коцка. Кога имате коцки, вие станувате коцка. Вие станувате блокхед. Фала му на Бога што имаме плодна почва и брзо растат дрвја и таа вегетација ги покрива и тие градби стануваат колку толку потопли, хумани. Остане време ке... Добре. Прво, ќе одговорам неформално, второ формално, вака. Значи, дај Боже да имаше многу други политички структури пред нас кои што ќе градеа толку. Тоа многу полесно ќе ви направеше ситуација за да размислувате дека нормално е политичките структури кои што се на власт да градат. Кај нас до пред 4 години беше понормално да крадат. Од формален аспект, легитимитетот за одлучување го имаат институциите кои што според уставот го имаат тоа право и според законите. Собранието на Република Македонија, поради тоа што Република Македонија е парламентарна држава и го имаат советите на единиците на локална самоуправа. Јас ќе ви кажам еден конкретен пример. Најголем дел од објектите кои што се случуваат во врска со Скопје 2014 се градат во општина Центар. Без разлика дали во сите работи биле добри или имало работи во кои што не биле добри, ќе ви кажам дека ВМРО ДПМН 4 пати поред или 3 пати поред победува на локални избори во општина Центар. Тоа го прави поради реконструкцијата на улицата Македонија, која што беше ругло на Скопје до пред 7-8 години. Тоа го прави ради ред други проекти, меѓутоа победува. Значи граѓаните и на Македонија, меѓутоа и конкретно на општина Центар, во континуитет 3 пати или 4 пати, значи 12 години, во општина Центар на власт е ВМРО ДПМН. Благодарам. Значи имам едно прашање овдека и ќе одиме по овој редослед. Значи овдека тоа прашање позади, потоа ќе одиме овдека и после ќе продолжиме. Јас само да се заблагодарам што не просветлија дека Скопје почна од сега да се гради и да живее. Нема проблем. Ќе бидам многу кратка. Значи не, извинете, имаме тука прашање, ќе дојдеме и до вас. Нема проблем. Ќе само имавме овдека прво прашање. Има 2 микрофони паралелно, да. Ало? Така е. Неда Коруновска, да. Значи имам две прашања, едно за афирмативниот тим и едно за негативниот тим. За афирмативниот тим, бидејќи темата е дали градењето на Скопје 2014 го напредува македонското општество. Значи градењето по дефолт не оспоруваме ние дека го напредува. Значи дали проектот. И веќе зборам и се сложувам со тезата на Лазе. Уставниот суд кој што се гради, кој што во својата суштина треба да има и дел музеј археологија. Депото на музеите се наоѓа во подрумите кои што стручната јавност тврди дека нема да биде соодветна за намената за која што таа се гради. Значи прво дали намената на овие објекти е соодветна, еве конкретно Уставниот суд, и дали тие ќе бидат самоодржливи. Значи денеска кога се зборува за објекти се зборува за нивна мултифункционалност и самоодржливост. Овие проекти на мене ми личат дека формата ја негира нивната содржина и дека во име на формата ние не добиваме функционалност. За афирмативниот тим. Они сакаат да се викаат афирмативен 2. Значи, ми интересира, бидејќи цело време спомнуваат овие одлуки бара мнозинство од Центар, општина Центар. Општина Центар, за жал, победи левицата на овие избори и сите проекти се прогура за тоа што дел од левичарските предсоветници гласаат за десницата. Значи, каде е вашата улога, да, за да го смените тоа на некаков процедурален начин, за да може гласот на граѓаните од Центар да се слушнат во овие проекти, односно зашто сметаме дека не се напредува. Благодарам за прашањата. Значи имам прашање до афирмативниот и до негативниот тим. Еве со овој редослед бидејќи 2 пати до сега да биде. Повелете. Негативниот тим. Да. Не знам од каде ви е впечатокот дека левицата е во Центар. Значи апсолутно мнозинство, во последното интервју на Груевски, самиот човек кажа дека да, проектите ги реализира општина Центар со пари од владата. Значи, општината Центар, градоначалникот на Центар,
кои што верувам дека поим немаат што се им е подметнато како кукавичко јајце во целиот корпус наречен Скопје 2014, се на српски се вика тоа извоđачи радова. Јас повторно ќе кажам дека тоа нема никаква врска со советниците на левицата. Ако се сеќавате дебатата за Скопје 2014, која требаше да дебатира со архитектите, беше сместена во едно сопче во општина Центар, кај што не може ни петорица да се напикаат луѓе, кај што требаше да биде да се формализира дека се дебатира за проектот. Така да, апсолутно тезата на Ким дека за овој проект, за вака крупен проект, не се дебатираше. За вакви крупни пари не се дебатира во општеството, а при тоа не е ставено во никаква програма, че не е изгласан. Може би или да викат делови се изгласани, но целокупноста на проектот не е изгласан. Особено политичката димензија на проектот не е изгласан. Ќе искористам овие 40 секунди. Прво да му се извинам на Ацо, заради може би лошо разбраната злонамереност од моја страна, и сега ќе кажам зашто. Значи не навлегувам и како член на Советот за култура и така натаму, тоа не е воопште не е спорно. Мене, бидејќи го знам Ацо од претходно, сме дискутирали на овие теми. Ацо не е само уметник, туку и политички промислувач. Сериозен, би рекол, дури и автор на тема тоталитаризма во Македонија. Не може да замислам како седејќи во тој совет, про боно или не про боно, не ја гледа, токму затоа е сомнежот кон мене, дека не ја гледа политичката димензија на проектот и воопшто како да не ја дискутира. Цело време зборуваме за whatever goes, постмодерна, се може да се прави, не зборуваме за политичката димензија и политичката замина на проектот. Благодарам. Од афирмативниот тим одговорот ќе го подела двајцата говорници. Поделиме одговорот, јас морам да прокоментирам околу вашето второ прашање. Значи, локалната самоуправа има две институции, градоначалник и совет. Градоначалникот е од ВМРО ДПМН и тоа не е левица. Во советот најмногу гласови доби советничката листа на ВМРО ДПМН, меѓутоа не го освои потребното мнозинство. Мнозинството се прави по однос на овие проекти со советници од Либерално-демократска партија, ако не се сеќавам, а по политичката теорија, либералите во европски контекст се дел од десницата. Ацо, повели. Тоа беше добро прашање. Младата дама имала контакт со професионалната јавност и точно е дека тоа е голем проблем, меѓутоа, ако тоа добро и темелно се изолира и се направи, нема да има никаков проблем. Знаете дека пола Амстердам е баш изграден на земја која е земена од морето, или Њу Јорк, Токио, да не збориме за други градови, Хонг Конг и така, и тоа се огромни, гигантски проекти и згради. Но ќе ве потсетам, например, на две институции кои се градени, да речеме, во епскиот период на владењето на социјалистичкото самоуправување. Едниот е така наречената скокалница, денеска Македонска опера и балет, а втората зграда е музеот на МСУ, Музеј на современа уметност. Ќе ве потсетам дека тие беа толку фушерски изградени згради, што 20 години го прават кровот на МСУ и наместо да има поставка, таму има брилијантна збирка, светска од 5000 дела на врвни светски уметници, подарени за време на земјотресот. Тие не може да се постават, стојат леѓени кои ги собираат тие води. Се уште. Од друга страна, имав чест да снимам во тогашното МНТ, денеска Македонска опера и балет, пред да се направи санирањето на кровот и така, веруете, течеа потоци. Значи, потоци течеа под зидовите кон подрумот. Тоа е ствар на фушерај или квалитетно градење. Ако вие добро градите, вие можете и под вода да изградите објект и да биде сосема сув и херметички затворен и да чувате, ако сакате, и папируси од Египет стари 4000 години. Благодарам, бидејќи јас навистина сакам да сите да поминеме со прашањата, бидејќи навистина немаме време, а не би сакале да ја пропуштиме групата Фолтин. Имаме тука едно прашање и ќе земеме уште две прашања. Еве дечкото, бидејќи во белата мајчка, бидејќи нонстоп креаше и таму скроз позади. Океј, повелете. Добро вечер, јас сум Марија, ќе бидам многу кратка. Не би сакала да се споредуваме со Хрватска, затоа што бившиот премиер Санадер заврши во затвор. Моја следна констатација е тоа што и сакам да се надоврзам на тоа, илјадници работници. Што ќе се случи после проектот 2014 со сите оние работници кои што се вклучени во овој проект? Благодарам.
Македонија е пред Хрватска поради тоа што за бившиот премиер Бучковски веќе се води судска постапка за неговата кривична одговорност, така да Хрватите малце се позади нас во поглед на тоа прашање. Во поглед на ова прашање, да, ќе продолжиме со нови проекти. Благодарам. Имаме таму прашање позади, тоест извинете. Овдека во белото. Повелете. Мака најпрвен да ги поздравам домаќините за настанот кој што го организираат, иако јас дојдов како пријател на Младински образовен форум, дојдов на овој настан со желба дека нели МОВ како организација која што цело време ја промовира дебатата, мислев дека оваа вечер ќе слушнеме некаков поинаков формат на вистинско дебатирање. Нажалост, говорниците го покажаа токму спротивното и се додека барем за момент, барем оваа вечер, не заборавите на начинот на кој што комуницирате во вашите партиски штабови или во парламентот, нема ништо да промените. Не мислам дека овој проект го напредува македонското општество, затоа што на овој проект Скопје 2014 не е проект кој што се одвива во Дебар и во Струга и во Куманово. И токму поради тоа мислам дека него унапредува целото македонско општество и јас би поверал уште еден уствари прашање до афирмативниот тим да ми кажете, освен тие вработувања кои што постојано ги повторувате, кои се, кажете ми, 3 други придобивки кои што ќе ги има македонското општество после проектот Скопје 2014, реални придобивки. Благодарам. Благодарам. Се бараат 3 конкретни придобивки од проектот 2014. Добро, јас не би се согласил дека проектот Скопје 2, поради тоа што видите, проектот Скопје 2014 како документ или како една работа не постои. Разбирате, значи Скопје 2014 е практично новинарска, веројатно Боријан може повеќе да ни помогне, е новинарска конструкција во смисла на структурирање на сите овие проекти. Инаку и во Дебар се случува, да, во Дебар градиме спомен куќа на таткото на Мустафа Кемал Ататурк во село Коджаджик. И тоа е исто придонес кон мултикултуризмот и не чекавме Ким Мехмети да не подсети за таа куќа на Мустафа Кемал Ататурк. Во поглед на конкретно на вашето прашање, јас ќе ви кажам дека сите овие државни институции кои што ги набројавме, сега користат објекти кои што ги изнајмуваат и плаќаат рента, кирија. Че државата во следните 10 години ќе заштеди онолку средства колку што практично ќе вложи во изградба за дел од нив. Сега да не ме држете за збор, немам примене точните бројки, меѓутоа во најголем број од случаите за објектите се утврдува таа намена. Втората придобивка е културолошкиот аспект, односно градењето на цивилизацијските вредности и културолошките вредности во Република Македонија, за кои што нема време да навлегуваме и да дебатираме понатакај. И третиот аспект е, јас ќе бидам среќен ако Господ ми даде деца еден ден, да можам да ги прошетам и практично да им покажам и во Музеот на македонската револуционерна борба, и по овие споменици, и во Старата чаршија, покажам која е традицијата која што ја носиме како држава и како народ. Благодарам. И последното прашање, само ме молам да видите што е можно попрецизен. Господинот Илија Димовски, знаеме дека сте од Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН и ви благодарам на новава пресконференција, многу беше добро, не ги кажавте сите размислувања и ставови на ВМРО ДПМН. Се најдам дека и тоа се и вашите, бидејќи тоа беше целта. И уште едно прашање. Инаку, знаете дека за време на светска криза, економска, државата не гради споменици, таа гради автопатишта. Например, коридор 8 и коридор 10 комотно можевте да ги изградите. И со тоа ќе имавте уште поголема аутпут во македонската економија, отколку да создадевте уште една сенка на македонскиот плоштадот Македонија. Исто така, господине Ацо, се надевам дека ова, која ќе се прошетам после 2014, ќе личи на Скопје, а не на Фиренца. Благодарам. И имаме уште едно најкратко што можете во 10 секунди, ќе имаме споен одговор и со ова завршуваме. Повелете. Баш ми е мерак што на крај дојдов. Значи, сакам да потсетам да се дистанцираме од сите овие партиски препукувања и партиска аргументација, како и од историската аргументација. Да се обидеме да погледнеме сега, 21 век, општество, Македонија, што градиме ние, какви вредности, каква порака оставаме. Градиме споменици.
Споменавте културолошки концепт. Значи, градиме култура на споменици. Што има живо во тоа? Што било кој граѓанин добива од еден изграден споменик мртва материја? Еве, да изградиме и споменици од најголемите луѓе во историјата. Карл Маркс, Никола Тесла. Што имаме ќар од споменикот на Никола Тесла? Нас ни е потребен умот на Никола Тесла, тоа што го остави да го искористиме и да направиме подобри изуми. Не ни е потребен споменик од Никола Тесла. Благодарам. Уште нешто само историски. Вредности историски освојувачи, Александар Македонски, споменавте Сулејман Велики. И тоа се исто така вредности кои се наметнуваат. Вредност да градиме споменици на освојувачи, да паметиме освојувачи. Која е човечка вредност, што е тоа? Значи, тоа денеска би требало да градиме споменик на Џорџ Буш, тоа е голем освојувач, Тони Блер исто така. Благодарам. Сега ќе ве замолам најкратко афирмативниот тим што може, зашто не коридори и патишта, туку споменици и што носат тие споменици во себе. Иако и вашето прашање беше како да доаѓате од другиот центар за комуникации на Бихачка, ќе се обидам да ви Не. Само ќе се обидам да ви одговорам. Легитимно е прашањето во секој случај. Работиме на реализација на тие проекти. Јас искрено жалам што кога нашите луѓе влегоа во Министерството за транспорт и врски не најдоа ниту едно единствено ливче со проект за изградба на тие патишта. Таму имате физибилити студии, еколошки стандарди, проекти, светски банки, чуда врагови и сите тие решенија се направени. Тендерската постапка е започната. Има процес на давање под концесија кој што треба да заврши во раната пролет наредбата година и тие патишта конечно да бидат почнати со изградба. Јас ке бев среќен да можеше многу порано да се направи тоа, меѓутоа сум сигурен дека ќе почне некогаш да се прави. Односно сум сигурен дека многу наскоро ќе почне да се гради. Зошто не почна порано? Ви дадов одговор. Не постоеше ниту едно единствено ливче. Благодарам. Само многу кратко. На господинот Младич, така, или друже, како се нарекувате, да, со една кратка изрека од Готама Буда. Го гледаш она што го носиш во себе. Во ред, благодарам. Сега за крајот ќе имаме завршни говори од страна на афирмативниот и од страна на негативниот тим. И еве еден мој апел, собирајќи ги вака коментарите, да се дистанцираме од се ова што беше кажано во контекстот на политички партии и слично, и да спробаме да се фокусираме на содржината од страна на двајцата говорници. Јас не знам кој ќе зборува и од афирмативниот и од негативниот тим како завршен говор, оставам тоа да го решат самите говорници. Имате по 4 минути, повелете. Можеме по 2 минути да искористиме. Правилата на дебатата генерално не го дозволуваат тоа. Велат треба еден човек да е 4 минути. А не очекував дека ќе добиам поддршка, ама добро. Бидејќи поддршката од публиката еден човек да зборува, би било тоа коректно да е еден. Да, на говорница. Гледам, има аверзија кон политичари, колку и да се хумани и определени кон изградба на општеството. Еве, јас ќе партиципирам во завршниот говор, иако мислам дека колку и да збориме, заборев да му се извинам на Гордан, дека мислам, прости ми, он ми е еден од најсимпатичните од таа страна. Надевам еден ден ќе биде премиер. И секој случај, нели, кога ќе се расчистат стварите и кога оваа држава, нели, ќе почне без некои големи трауми да гледа на општествената реалност. Во секој случај, наместо да заклучувам, би предложил да речеме да се направи еден голем проект на ниво на сите релевантни македонски партии, кој би бил проект на националното помирување и по идеолошка и по етничка основа, значи по сите основи, каде што сите релевантни чинители и од областа на политиката и од областа на културата би партиципирале во еден ваков проект. Мислам дека премногу е поларизирано општеството и дека мора да се направи нешто да се приближат луѓето едни кон други. Знам дека политичарите имаат своја комуникација и дека они, исто како и уметниците, се контролирани шизофреници. Значи можат од една реалност во друга да влегуваат без некои оштетувања, нели, на нивната свест или меморија.
Но тоа треба да го направи целото општество и они треба да сватат дека и луѓето треба на некој начин да вибрираат со попозитивни, поконструктивни енергии помеѓу себе, за да не дојде до такви незгодни, претерано жестоки поларизации. Во секој случај, гомилање на негативна енергија води кон поголеми негативни енергии и негативни амбиенти, а доколку има некои комуникации, може да се дојде барем до некое парцијално сложување и до закупување на воените секири. Во секој случај, благодарен сум и до владетелот, што има таква храброст и волја да организира еден оваков гигантски проект, но исто така сум благодарен до сите чинители што го осветлуваат и другиот аспект на сето тоа, го критикуваат секако и тоа е сосема легитимно и умно. И за мене левицата и десницата се како левата и десната хемисфера од умот, од мозокот поточно. Едно без друго не може, они се како јин и јанг, мора на некој начин да комуницираат. Понекогаш едната страна е во дефанзива или во некоја ерозија, другата станува појака. Денеска, после тоа се вртат стварите обратно. Едноставно такви се амбиентите и во Европа и во светот. И граѓанството на некој начин тоа го одлучува и мислам дека ова е една синергија помеѓу електоратот и владетелот. За мене, кој имам деформација, мислам да ги гледам нештата во најразлични перспективи и на кои им модернизмот му е близок и постмодернизмот и класицизмот и сите други стилови, пештерската уметност. Ние збориме за антиката и кршиме копија околу тоа, меѓутоа во Македонија има неверојатно богатство од палеолитска уметност, дека една од најбогатите земји со преисториска уметност. Преку 1.500.000 артефакти има, тоа се стари по 8.000 години, тоа е исто една огромна потенција. Ние треба да истражуваме нашата култура. Дури американците кои извршија геноцид врз индијанците, денеска се супер заинтересирани за индијанските култури и ги реинкарнираат и повторно ги воспоставуваат, се обидуваат да ги воспостават институционално. Му благодарам на афирмативниот тим за завршување на дебатата од нивна страна и би повекал представник од негативниот тим на говорница да ги презентира ставовите кои што негативниот тим смета дека се најважни досега и најважни во оваа дебата, да одговори на предизвикот за владетелот и критичарите од страна на афирмативците. Етничка група, да не речам, само ќе го инспирирам политичкиот дел од нашата. Се договоривме да биде еден говорник. Да, еден говорник ќе биде, но едно кратко објаснување писателско. Јас најдобриот коментар за тоа што и се случува денес на Македонија сум го слушнал од еден тврдокорен бивш ВМРО-вец, што нормално од ови прочистените, и рече, Македонија се повеќе ми личи на држава над која седнал еден голем задник кој што изфрлува споменици и историја. И можда ние мора да ја живееме и ова фаза на Македонија. А сега... Ова како реклами дојде, сега одиме со говорот на негативниот тим. Јас ја разбирам поливот на вакви форуми, доцна во ноќта да се бега од темата политика или партии. И меѓу другото и затоа ми беше толку чест и драго што присуствувам овде. Но тие што сакаат по секоја цена да избегаат од кога зборуваме на тема проектот Скопје 2014 од политика и од партии, мислам дека жестоко се лажат. Реков многу пати, намерно инсистирам како папагал испања дека повторувам дека е еминентно политички проект. Ацу убаво кажа владетелот. Значи, кога велам кој е авторот, владетелот е авторот. Идеолошкиот татко на проектот е владетелот во оваа држава, моментално. Во таа смисла, не треба бегаме од политика, ние сме распорени, општеството е распорено од политика за голема жал на сите нас, вклучително и мене како политичар, ако сакате. И затоа мислам дека на еден перверзен начин проектот Скопје 2014 го напредува македонското општество. Бидејќи го расече како жилет, ја отвори дискусијата, почнуваме да дебатираме на разни теми на оваа тема, и политички, и социјални, и економски, и мислам дека еден, да кажам, позитивен нус производ од овој проект е дека повторно во име на постмодерната, дека кога ќе се смени некоја власт, да кажеме попросветлена, со некаков условно кажано попросветлен владател,
тогаш овие луѓе кои што сега на еден начин го пропагираат постмодерната, ќе застанат први на чело на колоната, кога да речеме можеби некој идна власт ќе постави окови пранги околу колоналите на Уставниот суд и ќе затвори со катанец. Можеби ќе стави лулашка на триумфалната капија, се во име да го деконструира проектот 2014, да покаже дека е плод на едно време компримирано во 4 кратки или 5 години, каде што некој сакал, како што кажа мојот колега со задникот, не, паралелата нема да кажам уште еднаш. И уште една само кратка интервенција околу идентитетот во архитектурата. Значи, да не бидеме наивни дека внесувањето на разни форми одеднаш, инстантно, на барок, на споменици, лавови и така натаму, има некаква естетска смисла. Ако ја гледате, да речеме, целата историја на естетиката и на архитектурата, да ја земеме Франција, ќе видите дека еден Жорж Попиду, центарот за модерна уметност, всушност е, би рекол, израз на идентитетот на модерната архитектонска мисла во Франција. Пирамидата во Лувр поставена пред неколку години, која што може би мене не ми се допаѓа, но е повторно така израз кој што сака да направи упад во реакционерната символика на самиот Лувр. И уште еден пример. Музеот на колониализмот во Париз се викаше Музеј на колониализмот до пред некоја година. Од кога се извинија французите кон Африка и кон африканските земји за време на владетелскиот период, тој проект се дислоцираше, се стави во модерна зграда и сега се вика Музеј на афричката уметност. Сакам да кажам дека е многу важно, имаме потреба, општеството има потреба после година, 2 или 3, на символичен начин да го деконструира, да го демитологизира проектот Скопје 2014. Да, тој ќе остане, зградите ќе останат, но тие ќе бидат символ на едно време, не време кое што мислам дека не би требало да се врати. И последната интервенција ме прашате за да одговорам дали некои згради ми се или некои објекти ми се допаѓаат. Апсолутно мислам дека треба да има филхармонија, без разлика што премиерот касни 40 минути на Лондонскиот симфониски оркестар. Апсолутно мислам дека и треба и други згради да има од овој тип, но јас милувам не само како политичар, како граѓанин, да го гледам проектот како една политичка целина, кој ќе ги земите добрите неколку проекти, неколку добри споменици и ќе ги споредите со целокупната тоталитарност на проектот, мислам дека нема споредба за што сме и каде треба да дојде дебатата. Благодарам. Јас имав спремено говор што требаше да го кажам на крајот од оваа дебата, но мислам дека нема да има голема корист сега. Би сакал да кажам две искрени работи. Првата е дека навистина не очекував да има 140 луѓе кои што ќе седат 4 часа и ќе гледаат две дебати и при тоа нема да се испразни оваа сала, така што мислам дека првиот аплауз треба да оди токму кон вас. И втората работа која што искрено ме изненади е дека и првата дебата која што се случи денеска и втората на реално многу провокативни теми успеавме да задржиме организирана и структурирана дискусија, така што овој пат аплаузот ќе оди за дебатерите кон МОВ на гостите кои што дојдоа и на овој панел овдека. Мене ми е навистина кејв, буквално, бидејќи ние сме растени во едно поинакво општество, бидејќи гледам дека имаме најразнолика публика овдека од 7 до 77 како на фестивал, вака да се искажам, но навистина ми е многу мило кога ќе видам дека Младински образовен форум ја негува културата на диалог, дека ја негува дебатата и дека ја промовира како единствено средство за подобрување на демократијата. Многу ми е жал што господинот Зиков си отиде, бидејќи имавме и пред тоа на дискусија. Апсолутно сметам дека дебатата е единствен начин да се дојде до прогрес на некој проблем или на некој општествено прашање. И ако имате вие каква била поента против таа, и таа дебата е корисна за да се добие некој општествен поен, односно да се допринесе кон општествен напредок. Така што би сакал да кажам дека и јас како член на Младински образовен форум долги години и сите овие луѓе кои што денеска се тука од Младински образовен форум сме многу горди и на себе си што го направивме ова, но и на вас што ова звучи така не е егоистично, но сме горди и на себе си и на сите вас кои што дојдовте и покажавме дека после 20 години самостојност на нашата држава знаеме навистина да ја негуваме демократијата и дебатата. Така што
Да. Не знам точно што треба бидејќи имам дискусија со Заврчанец, повеле Заврчанец кажи така е, се сложувам, тоа сега ќе го направам. Беспрекорно функционираше и афирмативниот и негативниот тим. Аргументацијата беше презентирана и надокнадена и надоградена од масел политички контекст, не требаше надоградена од страна на афирмативниот тим. Се надоврзуваа аргументите, истото се случи и во негативниот тим. И мислам дека имаме одлични јавни говорници кои што знаат да дебатираат и да аргументираат, така што им благодарам и на нив. И бидејќи станав како човек на Оскари, би сакал да ве повикам сите да слушнеме музичката група Фолтин, да уживаме во коктел и да продолжиме да разговараме на општествени забавни теми. Благодарам.